Бетонот за македонскиот идентитет изгледа како да бил од пластика, повторно станавме северно-македонци. Сега во официјален извештај на угледниот Меѓународен монетарен фонд во својот последен извештај објавен во петокот, ММФ случајно или намерно во еден од параграфите го користи терминот северно-македонци. Неодамнешниот попис на населението на Северна Македонија во 2021 година има возможни на северно-македонците кои живеат во странство повеќе од една година да се регистрираат за пописот. Во врска со овој најнов инцидент нема реакција ниту од МНР, ниту пак од надлежното Министерство за финансии, ниту пак од Народната банка. Проблемот е што ова не е првпат некој од Меѓународниот монетарен фонд да ја користи северната идентитетска етикета. Пред повеќе од една година терминот северно-македонски го користеше и бугарката Кристалина Георгиева, една од директорите во ММФ. Најстрашно е што тогаш нејзиниот твит го сподели до вчерашниот премиер Димитар Ковачевски. Одлична средба денеска со северно-македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Ниту другите функционери немаат проблем да бидат северно-македонски, например како Артан Груби, кога по средбата со него синот на Џорџ Сорос, Александар Сорос, напиша дека остварил средба со северно-македонскиот вице-премиер. Одлично што повторно се сретнав со мојот добар пријател, македонскиот вице-премиер Артан Груби. Иако ветуваа спротивно користењето на кованицата северно-македонци кои говорат северно-македонски јазик, станува се почеста. North Macedonia is North Macedonian, and congratulations to North Macedonia. Bright, talented North Macedonia. Дали има посебна северно-македонска нација? I am deeply convinced that the North Macedonians finally will come together. Покрај од светските политички лидери, често северно-македонска етикета добиваме и од соседите, најчесто од Бугарија, па така македонските политички партии станаа северно-македонски за поранешниот бугарски премиер Кирил Петков. Прашавме во МНР и во Министерството за финансии дали ќе реагираат за северно-македонската етикета од страна на ММФ, но одговор се уште нема.